Неголемите експерти во Европа периодов активно работат на тоа како политиката на проширување да прерасне од политички наратив во навистина жив процес. Тука во Париз ексклузивно ви го пренесуваме најновиот извештај посветен токму на проширувањето, а изготвен од Европскиот совет за надворешни односи. Со многу интересно име Што ЕУ навистина мисли за проширувањето. Разговараме со еден од неговите автори, Пјотар Бурес, а во Скопје колешката Верица Јорданова ја има за гостинка Симонида Кацарска. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате. Од Париз ексклузивно ви го пренесуваме најновиот извештај на Европскиот совет за надворешни односи. Експертите на советот преку истражувања во сите 27 земји членки дојдоа до заклучок дека има голем јас меѓу дебатата за наводниот нов интерес НЕУ за проширување и можностите тоа навистина наскоро да се случи. You know, I think what the EU thinks about enlargement is a bit paradoxical because the EU thinks that the EU member states think that enlargement is necessary, but it also believes that it's kind of impossible. Во Скопје разговараме со Симонида Кацарска. Зошто поглавието 23, за кое добивме најлоши оценки, е најважно во преговорите со ЕУ? Ова поглавие е поглавието за кое што ќе нашата држава треба да испорача патоказ за владењето на правото, ќе биде специфично дополнително предмет на преговорите преку она што се нарекуваат интерим одредници, односно и одредници на пола пат од преговорите и ќе остане отворено до крајот на преговорите. Следете на. Геополитичките услови во корист на проширувањето се посилни од тие што беа пред големото проширување во 2004, но исто такви се и пречките за тој процес на вистина да се случи. Ова е суштината на заклучокот на најновиот извештај на Европскиот совет за надворешни односи, една од највлијателните и најголемите think tank организации во Европа. Експертите на Советот во анализата заклучуваат дека руската агресија врз Украина дефинитивно ја реотвори дебатата за проширувањето, но според нивните истражувања, тешко дека земјите кои се надеваат на членство може да очекуваат и нешто повеќе од дебата. Извештајот кој е насловен Што ЕУ навистина мисли за проширувањето открива дека во повеќето земји членки интересот за проширување е натежнат од проблемите што тој процес ги носи со себе. Од аспект на можните промени на балансот на моќ внатре во Унијата, прашањата како владење на правото, но и билатералните проблеми. Во Париз ексклузивно зборуваме со еден од авторите на оваа анализа, Пјотар Бурес. You know, I think what the EU thinks about enlargement is a bit paradoxical because the EU thinks that the EU member states think that enlargement is necessary, but it also believes that it's kind of impossible. The reason for that is that more and more countries link the EU enlargement to internal EU institutional reform. So basically believe that unless the EU reforms its decision-making process so that, for example, the use of veto is limited, unless the EU strengthens its rule of law protection system, it cannot basically accept new countries because it is already dysfunctional. The EU already does not have enough power to deal with countries like Hungary or until very recently Poland violating the internal EU rules and treaties. So all that needs to be changed, needs to be reformed. But at the same time, there is very little consensus in the EU how to do that and what it basically takes to reform the institutions. There is actually a consensus that we don't want to have treaty change, but this is a catch-22 situation because without a treaty change you cannot basically change many things which are required apparently to make enlargement possible. So we are in a kind of a catch-22 situation, which is of course from the perspective of the candidate countries perhaps not so optimistic, but I still believe that we can overcome some of those problems and we also can achieve some really meaningful progress when it comes to the integration of the candidate countries with the European Union, even if these institutional questions are not solved.
And I believe that what the EU could or should do in December at the European Council or next year, it should strike a new deal or a new agreement with the candidate countries and offer them something more meaningful than it is at the moment on the table. And the gist of the offer should be that we in the European Union remove all those obstacles for enlargement to progress, which especially North Macedonia has been a victim of, basically national vetoes in the enlargement process. That would of course require a lot of pressure on countries, especially like Hungary, but not only Hungary, to basically change the enlargement methodology so that you cannot use the veto to stop countries from opening chapters and for some very particular bilateral conflict reasons. And also, to just finish, the EU should, in my opinion, offer the candidate countries that if they fulfill all criteria and if they accept rule of law conditionality, they will have, with the beginning of the new financial framework of the EU, with the new budget, will have access to the full economic integration and EU funds, as if they were EU members, even if the EU until then is not able to agree on an internal reform. And that, I think that would be an intermediate step towards a full membership, but at really a massive progress in financial, economic terms, and hopefully a strong incentive to do reforms. За разлика од балканските земји, кои веќе сериозно се чувствува замор од бескрајната дебата околу проширувањето, кај Украина или Молдавија владее голем ентузијазам. Но Бурас вели дека тој е целосно неоправдан, оти така наречената брза лента реално не постои. I think there is a big discrepancy between this talk about geopolitical momentum and geopolitical interest in enlargement and what the EU member states are ready to do short term. Because I think there is a genuine belief, and that's why it is paradoxical, statement of ours that enlargement necessary and impossible. That there is a genuine belief that we need to do something, and that the process so far has not delivered. That it has been very frustrating, especially for the candidate countries, and that we will be more serious about it. But there is indeed at the moment no consensus among the EU member states how to do enlargement for all the reasons I mentioned. So I think I don't think there will be a fast lane for Ukraine and Moldova. In fact, I mean there was a fast lane when it comes to the candidate status, but North Macedonia knows very well that candidate status doesn't mean much, and all countries, Western Balkans, know it very well. So there was fast lane in that regard, but there won't be any fast track enlargement if the rule of law is not respected, if the economic conditions are met, if the legal approximation has not materialized. So I think these requirements need to be met, but I think the main problem for the EU, or the main challenge, will be to inject more hope and faith in the process in the candidate countries, especially in the Western Balkans, because in Moldova and Ukraine there is still a lot of energy in favor of the EU, and they still believe, because they are at the very beginning of the process, they are opening the negotiations, they got the candidate status, so they are in this very enthusiastic phase in which the Western Balkan countries were in 10 or 15 years ago. But the question is how to keep this enthusiasm, this energy in Ukraine, Moldova, or even Georgia, where the
enthusiasm is huge, even if the country has not yet even been invited to open negotiations. And how to re-energize this process in the Western Balkans. And that, I think the problem is that it needs to happen quickly. I really believe that it is important to introduce those steps quickly, but I still don't see this sense of urgency in many European capitals, and this is what's worrying me. Во однос на идеите како да се надмине оваа ситуација, тој вели дека потребни се чекори и од страна на ЕУ, но и од страна на самите земји кандидати. This is of course key, and I think the EU's record in treating, the rule of law seriously as a fundamental, subject in its discussions with the candidate countries is not very good, because we have also focused far too much on autocratic leaders in the region. We kind of disregarded our own values and our own priorities. So I think what the EU needs at the moment is indeed to incentivize the reforms and the changes in the candidate countries. And for that, I think it needs a bigger carrot. And that's why I think, making a credible pledge for, or credible offer of opening, the EU budget for those who are ready, fully ready, and meeting also rule of law criteria, would be quite a big carrot, and something, hopefully interesting for these countries. But of course, it needs also a bigger stick. And the bigger stick is more insistence on the rule of law, simply. And that would hopefully also strengthen the civil society, the democratic forces in the candidate countries, which sometimes have the feeling, especially in Serbia, but certainly also in other countries, feel that they have been ignored by the EU or by the EU member states, because they are very keen on talking to the leaders and making deals with the leaders, which are very often not genuinely interested in the EU integration, and certainly not interested in internal reforms, which should be the precondition for the accession. So I think providing a bigger carrot in form of more benefits and realistic benefits in a shorter time frame, and at the same time getting serious about the rule of law in the candidate countries and insistence on that, I think this is should be the way ahead. Толкување за последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија побаравме од Симонида Кацарска, директорка на Институтот за европска политика Скопје, која за Агенда 35 сподели детали и од најновата компаративна анализа за тоа како балканските земји напредуваат на патот кон Европската Унија. Во анализата на извештајот за напредокот на Македонија кон Европската Унија се осврнавте особено на делот на правосудството, каде што се констатира дека нема напредок. Зошто овој дел е од толку голема важност? И самата Европска комисија всушност најмногу внимание во својот извештај посветува на правосудството како дел од поглавјето 23. Ова поглавје заедно со поглавјето 24 уште во 2011 година, кога Црна Гора започна да преговара, беше вклучено како основа на преговорите. Тоа во нашиот случај со новата методологија е дел од кластерот темели, односно fundamentals, кој што е основата на целокупниот преговарачки процес. Меѓутоа, тоа е клучно и поради дискусиите, поради значењето на владењето на правото во контекст на пристапниот процес. Ова поглавје е поглавјето за кое што ќе нашата држава треба да испорача патоказ за владењето на правото, ќе биде специфично дополнително предмет на преговорите преку она што се нарекуваат интерим одредници, односно одредници на пола пат од преговорите, и ќе остане отворено до крајот на преговорите. Всушност, од македонска страна, ова поглавје е поглавјето кој во 2005 година, заедно со Охридскиот рамковен договор,
и го обезбеди на Македонија во тоа време кандидатскиот статус, затоа што измените во контекст на правосудството, односно и уставните измени кои што ги донесовме за правосудните реформи, кои што Европската комисија ги ценеше како најдобра пракса од претходното пристапување, беа донесени во 2005 година и беа услов за нашиот кандидатски статус. Во тој контекст не изненадува дека Европската комисија го гледа ова поглавје всушност како основата на преговорите, особено бидејќи тоа не е изолирано поглавје, правосудството е основа да можете да осигурате владење на правото, владење на правото на Европската Унија во сите останати 33 поглавја, бидејќи каде и да имате проблем во сите останати области, на крајот ќе се прекрши, односно ќе биде одговорност на судиите и на правосудството да го реши тој проблем и имајќи на ум дека нашите судии, од аспект на она што го гледа Европската Унија, ќе бидат утре судии кои што ќе го применуваат европското право, ќе судат и на нивни граѓани на сите држави членки, поради што и не изненадува дека фокусот е таму. Општата констатација е дека овој извештај е полош од претходниот. Како е можно ова да се случува, особено ако се знае дека преговорите преку процесот на скрининг веќе се започнати? Нели е ова малку апсурдно? Видете, минатата година беше тешка година политички, тешка година и на реформски план. Ова влада се бори со не толку значајно мнозинство во парламентот за да можете да донесете одредени закони и фокусот несомнено беше ставен на уставните измени. Кога го имате тој фокус, тие несомнено се важни за да можеме да ги продолжиме преговорите, постои впечаток дека тој ги истица на некој начин, го одзема вниманието од другите области или пак немаше доволен фокус во останатите области. Како и да е, јасно е дека во контекстот на правосудството и борбата против корупцијата имаме, комисијата утврдува недостаток на прогрес и ова е нешто што треба да не замисли за следната година, за да можеме да влијаеме, за да можеме да креираме поголем притисок од онаму барем каде што ние сме, да државата се бави повеќе со овие области каде што немаме напредок. Меѓутоа, навраќајќи се на вашето прашање, не се тука само правосудството и корупцијата и борбата против корупцијата. Веројатно, оно на што би требало да се стави особен фокус се и поглавите кои што се поврзани со внатрешниот пазар. Бидејќи она што е ново оваа година од пакетот за проширување е планот за раст, во кој всушност преку кој Комисијата и Европската Унија нудат одредено зголемување на средствата преку инструментот за предпристапна помош, меѓутоа и други инструменти кои што ќе зависат од тоа колку сте вие способни да ги носите со обврските од членството и од напредокот кој што го имате. Очигледно е дека самиот скрининг како таков се уште не го дал потребниот импулс. Навраќајќи се на вашето директно прашање зошто после скринингот, ова беше година во која се проценуваше законодавството, меѓутоа се уште чекаме да ги видиме големите документи на владата, како што се патоказите за владење на правото и слично, кои што ги најави министерот Османи дека се веќе побарани преку писмо од Советот. И она што можеме да очекуваме да се надеваме е дека преку тие патокази ќе се влијае на промена на состојбата во текот на следната година. Дел од обидите да се оправда негативниот тон кој што го има извештајот е дека дел од ЕУ експертите и институциите кои што работеле на овој извештај не ги добиле сите потребни информации. Со оглед на тоа дека вие сте институција која што работи на голем број извештаи, според ваше мислење, можно ли е да се случуваат вакви работи и дали тоа реално влијае на тонот кој што го има овој извештај? Видете, тука мислам дека не би можеле ние да коментираме специфично во однос на области во кои што владата, односно институциите сметаат дека не биле земени предвид. Овој извештај се подготвува по стандардна процедура секоја година и се подготвува со инпут и од државата, се во голема мера имаат улога и нашата мисија во Брисел, делегацијата тука на ЕУ и постои комуникација зад него. Верувам дека доколку нешто не било земено предвид, веројатно е добро за нас ако постои напредок во одредени области и ќе постои начин на кој што истиот може да се рефлектира преку преговорите, меѓутоа мислам дека е надвор од нашиот капацитет и знаење за да можеме да ги комуницираме. Она што знаеме е дека процедурата за овој извештај е иста за сите 9, односно 10 држави,
И ние не сме прв пат во овој процес. Ние имаме ваков извештај 18 години, но повторно ќе речам, не мислам дека самата проценка во извештајот е круцијална доколку постоело некаде прашања кои не се земени предвид. Со оглед на тоа дека извештајот стана дел од политичката реторика во изминатите денови, во изминатиот период, како овој извештај всушност ќе влијае на политичката сцена во нашата земја, особено во ова предизборие? Како што споменав во претходниот одговор, не е прв пат да имаме извештај на Европската комисија за државата. Некои доаѓале во предизборни периоди, некои не доаѓале во предизборни периоди. Честопати сме имале дискусии дали ова најлошиот, најдобриот и така натаму. Меѓутоа, несомнено мислам дека за нас како општество е многу поважно да го гледаме извештајот како патоказ за реформите, отколку да биде предмет само на чисто политичка дискусија и проценка, бидејќи од ова второто многу корист општеството всушност и нема. Несомнено ќе влијае кај дел од јавноста, меѓутоа не мислам дека ќе биде пресуден, веројатно ако веќе гледаме во предизборни калкулации за гласовите на граѓаните. Меѓутоа, јасно е дека во одреден начин ова прашање, мислам дека би требали партиите да се замислат дали како клучната стратешка цел на државата, како клучната стратешка цел која се уште е многу поддржана од граѓаните, дали токму тоа треба да биде основата на политичката борба. Мислам дека како општество и како држава многу покорисно би било доколку се изгради тој неопходен консензус околу ова прашање за да не биде предмет на политичка борба кој е повеќе европеец, меѓутоа не знам дали ќе успееме во тоа. Она што ние сакавме да го споделивме со нашата анализа и сакавме да го потенцираме е дека да, во изминатата година имаме нешто послаб напредок, меѓутоа нашата подготвеност генерално за да ги превземеме врските за членство се уште стои доста подобро од останатите земји за кои што се објавија извештаите. Тоа е резултат не на само на оваа влада, не само на претходната, туку на целокупните 22 години од договорот на стабилизација и асоциација, значи секој придонал тука. Меѓутоа таму се всушност основните реформи. Не е прашањето на политичкиот тон и зборовите кои што се користат во овие 2 недели и дебатата околу него, најважниот елемент на извештајот. Во моментот подготвувате една компаративна анализа за тоа каков е напредокот на сите земји кои што се во процес на пристапување кон Европската унија, како стои Македонија во поглед на останатите земји? Ние подготвуваме во моментот анализа која што ја споредува подготвеноста да се превземат обврските од членство, односно на генерална оценка каде стојат сите држави наспроти европското законодавство и анализа во однос на напредокот во минатата година. Тоа се 2 различни прашања, тоа се 2 различни оценки кои што ги дава комисијата. Состојбата во овие 2 области е спротивна сама по себе, односно во однос на самата подготвеност, напоменав, ние се уште стоиме на врвот заедно со Црна Гора, нешто малку пред нас, меѓутоа имајте предвид дека таа ги има отворено сите поглавја, и Србија како земји кои што доста долго преговараат. И тоа е аргументот за кој ние се држиме како држава многу долго, кој што би требал да ни даде предност во преговорите, во суштинските преговори. Од друга страна, напредокот во изминатата година, ако го погледнеме, тука стоиме слабо. Тука предничат всушност во однос на напредокот и оценката на она што го гледала комисијата дека се случило во минатата година, всушност предничат многу повеќе Украина и Молдавија, кои не треба да ги заборавиме, бидејќи веќе таа анализа мора да ги опфаќа сите земји. Таму се гледа многу повеќе ентузијазам, се гледа многу повеќе политичка волја, подготвеност и веројатно има некои елементи кои би требале да ги научиме во контекстот на комуникацијата со Европа, кои ние, за жал, поради овој доста долг процес, веројатно некаде по патот или сме ги загубиле или треба повторно да ги пронајдеме. Во изминатиот период сме сведоци на се почесто спомнување на брза трака за пристап кон Европската унија, подигање на темата на проширување на Европската унија и на ниво на европски рамки. Дали се тоа креира едни нереални очекувања и во нашата земја за тоа дека пристапувањето и членството во Европската унија реално може да се случи во брзо време? За брза трака, мислам дека говориме пред се ние дома.
На ниво на ЕУ се говори за 2030 година како потенцијална цел во која дел од земјите членки, како што е на пример Германија до одредена мера, ценат дека треба унијата да биде подготвена да земе нови, да прими нови членови. Меѓутоа, ова прашањето кој што мноштво и во ЕУ и кај нас го имаат е колку ние ќе можеме да испорачаме во таков временски теснец, иако ако погледнеме од проширувањето 2004-2007, тоа е токму периодот во кој што тие држави испорачале од многу полоши услови како што започнале до проценката дека може да станат држави членки. Ништо не е невозможно. Меѓутоа, мислам дека нашата внатрешна битка во оваа дискусија е всушност токму да обезбедиме квалитетни реформи на краток рок, имајќи предвид дека постои геополитичка отвореност за проширувањето, меѓутоа да не го занемариме моментот дека ние доколку не направиме суштествени реформи дома, дури и ако не говориме за членство од втор ред, може самите себе си да се поставиме како членка од втор ред, ако не ги завршиме реформите во рамки на самата држава. Така да тој баланс мислам дека мораме да го имаме и сами да се креираме притисок дека одредени прашања мора да бидат решени брзо, меѓутоа да бидат решени и квалитетно наспроти само брзината. Тоа е ризикот кој што дел од нас го гледаат оваа дебата, тоа беше вториот дел на прашањето. Има подигнати очекувања, има и дискусија многу поголема дискусија во Европската унија, ние како институција сведочиме, учествуваме со нашите партнери од државите членки, меѓутоа се уште постојат секако како што е очекувано различни струи помеѓу 27 држави членки, но тоа веројатно ни прави нам уште повеќе притисок како држава и чинители да учествуваме на тие дискусии колку може повеќе да го градиме својот случај. Следната недела се гледаме повторно, но од Скопје, со интересни гости на една важна, веројатно и најважна тема, владење на правото. Останете со нас и со програмите на Македонската телевизија.